Социјалните медиуми бараат постојано да се менуваме, затоа што тие се менуваат од секунда во секунда, од минута во минут. За да не звучиме исплашено, мораме да се менуваме, да следиме, тоа не значи да прифаќаме, но да знаеме што се случува. Никој не е повеќе или помалку од другиот, меѓутоа едно правило постои за младите, а тоа е дека можете да ни држите лекции, дигиталната ера за прв пат ви го дава тоа право, но какво е влијанието на социјалните медиуми врз менталното здравје, ќе зборуваме ние во продолжение, но ова што го кажав како изводок во најавата беше споделено на панел дискусијата од страна на експертот за социјални медиуми Бојан Кордалов во организација на Филозофскиот факултет при УКИМ. Интересна и убава панел дискусија на доста важна општествена тема, влијанието на социјалните медиуми врз менталното здравје кај младите. Добро утро за моите соговорници, за моите гости во Македонија наутро, професор доктор Радко Дуев, декан на Филозофски факултет при УКИМ и професор доктор Софија Георгиевска, раководител на Центар за менеджмент на човечки ресурси. Добро утро и добре ни дојдовте. Уште еден убав и важен настан од Филозофскиот факултет. Ајде прво да почнеме со тоа како помина во однос на интерес, во однос на поенти кои што беа презентирани таму. Јас успеав да најдам неколку. Ми фати внимание поентата на Бојан Кордалов, бидејќи да, навистина има вистина во тоа. Така, да, навистина убав настан се случи на елиминатата недела во четвртокот и тоа ден пред продолжен викенд, што навистина бројката на присутни, бројката на панелисти изненади за тоа колку навистина младите, меѓутоа и експертите имаат потреба да слушнат што е ново во областа на менталното здравје, што може да направиме и како може да помогнеме да ги елиминираме негативните ефекти од социјалните медиуми кои што влијаат врз менталното здравје. Имавме 3 панели на настанот, еден од двоведни излагања, во кои што беа вклучени представници од Министерството за труд и социјална политика, меѓународните организации, а потоа имавме панел кој што беше со експертски излагања од професори бизнес секторот и последниот од така наречени практичари, луѓе кои што директно работат со младите, комуниколози, меѓутоа и представници од страна на студентите и представници од страна на средношколците. Имавме бројка на повеќе од 220 посетители, тоа говори на вистина колку луѓето сакаат да слушаат за менталното здравје и јас би рекла дека ако ковидот некако не научи да често го потребуваме, нели, терминот ментално здравје, веројатно не научи повеќе да сакаме да работиме на самите себе си. Тоа е доказ најверојатно. Самата бројка на панелисти, но и на студенти е доказ дека темата навистина доста добро била прифатена од страна на студентите. Да, дефинитивно. Што беа други поенти кои што беа извлечени од целата ова панел дискусија, навистина се доста важни. Сега прашањата ги поставувам до двајцата, може и да се надополнувате. Колешката Софија е покомпетентна како психолог, но ние како факултет сме свесни, многу пати организиравме наставни трибини, бидејќи бевме свесни дека пандемијата еден ќе заврши, но дека ќе остави големи последици по менталното здравје, особено на младите луѓе во последно време. Социјалните медиуми стана составен дел на секојдневниот живот на младите и се уште науката е поделена во мислењата колку се тие штетни, а колку се тие позитивни за социјалниот живот на младите. Секако беа неизбежни во оние денови на карантини, потоа сега следеше уште една криза, војната во Украина, она што ние слушаме од нашите колеги практичари, дека се поголем е бројот на млади на кои што им треба поддршка. Бидејќи социјалните медиуми одеднаш да ни носат многу информации, но свеста на младиот човек е тешко да процени што е тука вистинско, не може да ги селектирате информации, што некои научници сметаат дека тоа доведе до аксиозност и депресија кај младите, нели, за изгледот свој, нереалниот изглед на оние, да кажеме, промовирани портали и страници кои што промовираат еден вид нов виртуелен свет, кој што е далеко од реалниот. И затоа како универзитет и со колешката Софија зборевме дека универзитетите мора да поведат грижа како една голема заедница. Универзитетот Кирил Методи има 35.000 активни студенти, нели, покрив работени, и дека мора да направиме, да обезбедиме услуги за ментално здравје, и постојано да промовираме за свеста на младите луѓе за чувањето на менталното здравје, бидејќи, како што рековме, се уште постои стигма во нашето општество, да се бара совет, помош, кога на некој млад човек му е тешко.
Паралелно со едуцирање на младите, да, треба да се вложува и чува нивната емотивна зрелост. Не зборуваме сега ние тука како општество, меѓутоа сакам да ги прошириме малку границите. Верувам дека не е доцна, некако не изгубивме трката со социјалните медиуми кога зборуваме за оваа тема. Зборувам општествено, глобално. Не, апсолутно никогаш не е доцна и нели многу често постои една формула колку општеството, колку средината и колку наследството влие, меѓутоа колку јас самиот можам да направам, така да секогаш може да направиме нешто лично самите во борбата дали против социјалните медиуми, дали во однос на унапредување и зајакнување на менталното здравје. Имено знаете како податоците од сите светски истражувања не покажуваат дека младите денеска имаат многу полош квалитет на живот, иако наведум имаат многу се достапно. И нели ќе се прашаме зошто е тоа така. Мобилните телефони и социјалните мрежи се еден од топ 3 факторите кои што влијаат на лошиот квалитет на живот. И повторно нели ќе речеме како и зошто кога преку нив имаме можност за дружба, секојдневно сме во комуникација со други луѓе. Меѓутоа, од друга страна тоа се оние начини кои што ни придонесуваат да имаме лоша слика за себе, затоа што се споредуваме со некој друг кој што можеби во моментот може да си дозволи повеќе. Ние најчесто на социјалните медиуми ги пласираме оние работи кои што се убави. Никој не пласира лоши работи на медиуми, освен ако, не знам, сака да се пожали или да привлече внимание и потреба за емпатија. Дополнително, многу често младите се членови на различни групи во рамки на Вибер групи, на различни социјални медиуми и се случува да навечер спијат со телефоните покрај глава, спијат со телефонот пуштен, за постојано да бидат во тек што се случува во оние социјални групи во кои што членуваат. И тука повторно ќе си го поставиме прашањето зошто? Затоа што се плашат дека доколку стигне некаква информација, веднаш не ја обработат, веднаш не одговорат на истата, дека потоа ќе бидат исклучени од тие социјални групи, односно нема да бидат во тек со се она ново што се случува и едноставно значи нивниот сон е нарушен. Со тоа што е нарушен нивниот сон, е нарушен и квалитетот на живот и функционирањето во текот на утрешниот ден. Така што секако значи не може да зборуваме дека нема позитивни страни. Ние и во тек на ковид правевме и истражување на Филозофски факултет кој што ни покажа дека навистина дури има млади, не можам сега да се сетам точно на податоците, меѓутоа околу 15% од нашите студенти конкретно на Филозофски факултет нема пристап до интернет, нема пристап до компјутер, па изнаоѓавме решенија како професорите да им помогнат со однос на материјалите, така да ќе кажам не дека сите млади се 90% од времето на интернет и не дека има само лоши страни, апсолутно вмрежувањето помеѓу младите, сите оние групи за поддршка кои што постојат, можностите за интеракција, можностите кои што ни ги нуди интернетот се поврзани со симнување на нова литература. Во времето кога јас студирав, нема да одам многу далеку, меѓутоа 2000 почетоците на 2000-те години, значи кога ми требаше некаков материјал, тоа беше чекање книги од Белград на автобуски станици и слично. Денеска, значи само со еден клик или ја наоѓаат книгата онлайн или им стигнува на врата преку тој процес на деливери. Така да има и многу позитивни страни, меѓутоа треба да знаеме веројатно како да го менаџираме времето кое што го поминуваме, да правиме селекција на она што го читаме, бидејќи едноставно никогаш не е убаво и самите, ајде да кажам, да се труеме со информации кои што ги читаме. Верувам ќе се согласите со мене, ваквите настани не водат токму кон ова што го кажа и професорката, бидејќи мислиме дека можеме да ги контролираме некако социјалните медиуми, но впечатокот е тој само лично наш. Но ако ја гледаме пошироката слика како тие да не контролираат нас. Но верувам ќе се согласите со мене, колку повеќе вакви настани, толку на младите ќе им се даде правецот. Верувам и тоа е целта на Филозофскиот факултет. Да, ние мораме да се грижиме за младите, бидејќи, како што кажав, социјалните медиуми се надвор законската сфера. И затоа и како факултет подготвуваме таква една стратегија, тешко е младиот човек да процени, нели, таа информација се е лесно достапно. Сега повеќе гледате и целиот криминал се префрли во таа сајбер сфера, повеќе колегите нашиот безбедно зборуваат за сајбер криминал, некако како се расшири тој виртуелен свет, не само преку сега е достапен и преку мобилни телефони, така всушност сите девијации се префрлија во тој простор.
И затоа е многу важно, например, во сите степени образование, постојано нели да се промовираат ваков вид активности, за да уште од мали нозе младите луѓе, не само студентите, сватат дека сепак тие информации треба да се проверуваат, дека сето тоа не е толку вистински колку што нели во моментот им изгледа. Еве гледате сега по Падуе кога доаѓавме, сите со телефоните дури во автомобилите. Значи не видов човек кој што не држи мобилен телефон во рака. Всушност, речисти целиот веќе човечки свет е пренос преку една, да кажеме, алатка која што порано служеше само за комуникација, а сега служи за буквално сите медиуми се вклучени во неја. Се насме во за автомобилите, има и една шега, секој се нервира за ако гледаме лево десно, да па ќе се најдеме и можеби симпатија, нели, од другите автомобили. Сега сите луѓе се со главите надоле на семафор. Но верувам дека ваквите настани, ваквите панел дискусии дефинитивно пред се на младите ќе го покажат вистинскиот пат, бидејќи целта е една како правилно да се користат. Многу е зголемен бројот особено на средношколците. Многу е, тоа го добив информација од колегите баректарав кои што работат, нели, во клиниката, а многу е зголемен бројот на млади кои што уште од 15-16 години имаат проблем со нарушено ментално здравје. За жал, да, тоа велат податоците, пред се убаво кажавте вие, после пандемијата, некако и кога социјалните медиуми зема уште поголем замов и некако и новите генерации полесно дојда до нив, но ет, ајде ќе ги менуваме работите заедно и ќе зборуваме новите теми се погласно и погласно. Ви благодарам за овој успешен и убав настан во четвртокот, верувам не седите мирни, се спремаат нови настани. Се спремаат нови настани, точно, месец мај, месец на менталното здравје, така што е во координација сме и се договараме што се ќе правиме за да може повторно да ги активираме младите и да работиме на унапредување на нивното ментално здравје. А ние будно ќе ве следиме за да повторно ве поканиме да бидете наши гости. Денес доста обврски, отворен ден на УКИМ, малку подолу во емисијата ќе зборуваме детали за тоа, но верувам дека денов пред вас е предизвикувачки денеска. Така да, во четврток е отворен ден на УКИМ, така што навистина во четврток. Точно така, денеска ќе го најавиме ние во емисијата, но верувам дека веќе подготвени за тоа што ќе ги очекува студентите. Така, за идните бруцоши.